Почитувани представници на медиумите, добар ден и поздрав од наставниот центар во Кавадарци од Универзитетот Гоце Делчев. Идејата и информацијата која што сакаме како универзитет денес да ја споделиме со граѓаните на општина Кавадарци и овој регион е тоа дека почнувајќи од 29 август па се до 3 септември ќе биде првиот уписен рок за сите заинтересирани кандидати, за сите средношколци кои што имаат интерес да студираат на некој од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев, но воедно ова е и покана за сите оние кандидати заинтересирани за студирање кои што од различни причини не успеале да се запишат предходната година или годините на назад. Од тука би сакале да информираме дека оваа година Универзитетот Гоце Делчев во наставниот центар Кавадарци ќе организира студии на 3 факултети, тоа на Земјоделскиот факултет, на студиските програми по енологија и лозарово воштарство, и тоа е познатата студиска програма на универзитетот која што заради контекстот и регионот во кој што се наоѓа наставниот центар во Кавадарци, сметаме дека тоа е и најдоброто место да биде овде во Кавадарци. Планирани се по 30 студенти на тие студиски програми и очекуваме дека ќе има интерес на овие студиски програми. Факултетот за информатика ќе се јави со 2 студиски програми, тоа се компјутерско инженерство и компјутерски науки. Тоа е факултет кој што има свое седиште во Штип, но заради интересот на информатичките науки и на компјутерските науки сметаме дека во овој регион тоа е исклучително важно, и овде би сакал да споменам дека големиот дел од студентите кои што ја посетуваат праксата во Дрекслер Мајер имаат исклучително позитивни искуства од комуникациите кои што ги имаат со потребите на својата пракса. Факултетот за природни и технички науки се јавува со студиската програма Индустријска логистика, доста популарна и интересна студиска програма за која што се очекуваат околу 40 студенти. Значи, уште еднаш ќе потсетам, првиот уписен рок започнува на 29 август, ќе биде до 3 септември, вториот започнува од 14 септември, ќе биде до 17 септември, и третиот е на 26 септември. Од страна на универзитетот се преземени сите технички и организацијски активности за пристојна организација на овие уписи. Заради таа цел сите оние кои што сакаат да студираат на студиските програми во Кавадарци, универзитетот ќе ги отвори вратите и ќе има своји комисии овде во наставниот центар во Кавадарци, но универзитетот ќе излезе во пресрет и на оние кандидати кои што сакаат да студираат на други факултети, а ги нема овде во Кавадарци, може да ги поднесуваат документите и овде во Кавадарци. Другата работа која што сакаме да ја кажеме е тоа што од оваа година универзитетот обезбеди повеќе од 130 стипендии за најдобро рангираните студенти од првата година. Тоа значи дека скоро на секој факултет, во зависност од процентуалната застапеност на запишани студенти и пријавени кандидати, универзитетот ќе даде стипендии на сите факултети каде што ќе има интерес за студирање, и тие ќе се рангираат по соодветниот успех. Исто така, треба да се напомене тоа дека во изминатите 7 до 8 години наставниот центар Кавадарци е еден динамичен центар во кој што динамиката на движење помеѓу Кавадарци и Штип и интересот на студирање покажува дека скоро 1000 завршени средношколци од Кавадарци и од овој регион пројавиле желба за студирање на некој од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. Ние ги имаме прецизните бројки и еден поголем дел од студентите кои што завршиле веќе се наоѓаат на некои позиции за кои што конкурирале за работа. Тоа е во кратко она кое што сакам во моментот да го кажам. Има и уште многу други причини зошто би требало студентите да се запишат на Универзитетот Гоце Делчев. Значи, покрај овие редовно наставни научни активности, можностите кои што ги имаат за научно-лабораториска работа со акредитираните научни лаборатории кои што се наоѓаат пред се во научниот центар во Штип, можностите за спортски и културни активности на студентите, можностите за еден подинамичен социјален живот во делот на активностите кои што ги нуди Центарот за односи со јавност, Универзитетското радио, Универзитетската телевизија, целото тоа придонесува за една организација, за еден подинамичен и потребен, така да се каже, живот на еден млад човек кој што не само студиите, туку и сето она кој што ќе му се случува во текот на студиите е исклучително важно за еден млад човек.
во изминатите 2 до 3 години доста се зборуваше на таа тема дека дисперзираните студии ќе се укинуваат. Тоа е прашање кое што не зависи од универзитетот. Универзитетот има организирано своји наставни центри. Наставниот центар Кавадарци, наставниот центар Струмица, наставниот центар Прилеп и наставниот центар Скопје се центри кои што се сериозни базични структури на универзитетот и универзитетот не планира да се откаже од тие наставни центри и тука има многу причини зошто тоа не треба да се направи. Една од стратегиите на универзитетот дека тие се сериозни регионални центри кои што можат да бидат од исклучителен придонес за развојот и на наставата, и на науката, но и на генерално на регионалниот развој. Значи станува збор за средини кои што не само во овие 7-8 години, туку и постоењето на двата факултета, пред основањето на универзитетот, што постоеше динамика на комуникација од овој регион и не само од овој регион, туку и од Струмичкиот, и од Прилепскиот регион, од Гевгелискиот регион, кон студирање и интерес на студирање во Штип. Значи, уште со постоењето на Рударско-геолошкиот факултет, Педагошкиот факултет, Институтот за јужно-земјоделски култури, голем дел на луѓе секојдневно патуваат во Штип кои што живеат и се граѓани на Кавадарци, не само од Кавадарци, од Неготино, од Струмица, од Гевгелија, од Струмица има повеќе од 50 вработени на универзитетот, од Кавадарци има повеќе од 10 на 15 луѓе, но има динамика на потреба на интерес за комуникација со универзитетот на многу студенти кои што не се само на првиот циклус, туку и на постдипломски студии, и на докторски студии. Комуникацијата која што ја имаме со некои компании од овој регион е исклучително важна. Значи, скоро сите студенти се на пракса во Дрекслер Мајер. Од таа компанија имаме неколку професори кои што работат и на праксата и на некој начин се поврзани со комуникацијата со универзитетот, дури се избрани во професори во почесни звања со цел да дадат придонес за подобрување на праксата и спојувањето со универзитетот. Јас пак ќе кажам дека Земјоделскиот факултет со студиската програма Енологија и лозарово воштарство, ние долго време мислиме дека Кавадарци е местото кое што треба да прерасне можеби во најдобрата база за стручност и образование на кадар не само во Македонија, туку многу пошироко. Нашата македонска приказна за тоа што е добро вино треба да ја направиме, да ја создадеме во Кавадарци, бидејќи сите потенцијали, сите капацитети и се она што се случува во изминатите години покажува дека овој регион, дека овој град стварно има потенцијал и докажа дека тоа можеме да го направиме. Но за да се направи тоа не е само обврска на универзитетот, тоа е обврска на повеќе институции, почнувајќи од Министерството за образование, почнувајќи од компаниите, па и универзитетот во кој што како заеднички институции кои што треба да се грижат за животот, за развојот на овој регион, за младите луѓе, за развојот на таа дејност, за стопанството, треба да изградат концепт на споделена одговорност во кој што ќе ги направат тие институции да бидат престижни и да бидат мерливи не само во регионот, туку многу пошироко. Уште со основањето на универзитетот се основаше и оддел за односи со јавноста. Тоа е центар за односи со јавноста кој што денес има своја универзитетска телевизија, пристојна универзитетска телевизија, универзитетско радио. И дури свој оддел за маркетинг и за реклама. Внатре се прават стратегии секоја година како универзитетот ќе се промовира и представува пред општеството, имајќи во функција и неговата општествена одговорност како институција, но и посетување на средното училиште и посетување на младите луѓе за познавање што е тоа што нуди таа институција. И ние навистина, без лажна скромност, можеме да кажеме дека сме единствената институција од сите образовни институции, не само од високото образование, која што има цело време малку поинаков пристап во комуникацијата со младите луѓе. Но во целата таа добра намера која што имаме еден како да кажам, една несрекна околност, една несрекна ситуација, тоа е времето и околностите, каков е пристапот и каков е начинот на третирањето на образованието во ова општество во изминатите 15-20 години. Што е тоа што се случува со младите луѓе? Некои прашања не се до нас и не само тоа.
постојат, според мене, тој е мој личен став, дека односот на некои институции кои што се надвор од главниот град е многу поразличен. Многу тешко денес вие можете да кажете, да зборувате за тема образование, да дојдете до некакви национални медиуми ако тоа не е пропратено со големи суми на правење на договори и доаѓање за најобична информативна информација. Тоа се прашања кои што навистина ние не може да ги решиме во ова општество, тоа зависи од промена на другиот ментален склоп во ова општество, што е тоа со кое што ние сакаме да се занимаваме и каде ние гледаме нашата визија и иднина во општеството. Значи, прашањето образование е прашање број 1 во нашето општество и сето друго, како ние ќе се развиваме, зависи од одговорот на тоа прашање, каков однос ние ќе имаме, бидејќи сите понатаму ситуации зависат од капацитетот и потенцијалот на луѓето во секој сектор кои што произлегуваат и излегуваат од воспитно-образовниот систем. Така да тоа се прашања на кои што универзитетот се обидува, се труди. Ние во моментот имаме кампања на социјалните мрежи. Тоа е наша кампања интерна со многу малку скромни средства. Пред да почне пресконференцијата ги гледавме резултатите. Имаме $100 уплата на социјалните мрежи, а имаме повеќе од 50.000 видувања во изминатите 5 дена и точно знаеме од кои региони е тоа направено. Има универзитетот своја визија како се тоа прави, има универзитетот своја политика, но пак ќе кажам дека околностите во кои што се наоѓа образованието, младите луѓе, депресијата во општеството во изминатите десетина години и уште многу други прашања кои што се поврзани и кои што треба да дадат одговори и други институции во општеството, за жал влијаат на намалување на бројот, на намалување на интересот, на се поголемо иселување на млади луѓе, на напуштање на студии запишани студенти. Значи, вие секојдневно имате студенти кои што бараат потврди за 3-месечно, 6-месечно мирување на студии, заминување да работат на бродови, на сендвичарници, каде што ќе се обидат да најдат некаков можеби попристоен живот. Така да тоа се прашања кои што универзитетот сам нема да може да даде одговори, нема да зависат, а во суштина ќе влијат на погодувањето и на таа институција, која ќе биде иднината на таа институција во следните 5-10 години. Овие студиски програми често фигурираат на наставниот центар во Струмица. Ние очекуваме пристојно на сите 3 студиски програми, односно на сите 3 факултети да се појават интереси. Мислиме дека ќе биде сепак најголем интересот на земјоделскиот факултет, но не треба да се заборави и големениот интерес на факултет за природни и технички науки со индустријска логистика. Тоа се прилично нови студиски програми кои што на овие простори дават една друга динамика за поддршка и на малите претпријатија и на големите компании кои што се повеќе земаат замав во регионот. Така да Кавадарци има повеќе од 300 средношколци, 250-300 што од прилика кои што завршуваат, така да 20-30% од кандидатите ако се запишат на Универзитетот Гоце Делчев, тоа е добар момент. Ние ако се сеќавате во изминалите 3-4 години како институција направивме кон едно средно училиште во Кавадарци, кон Добри Даскал, еден придонес, еден скромен придонес во создавање на еден пристоен простор за реализација на некакви активности. Тоа повеќе беше наша порака кон средното образование, дека сме отворени за соработка, дека комуникацијата треба да биде многу поинтензивна, многу подлабока, дека всушност младите луѓе, според тоа е пак моје мислење, на кое што исто не зависи од универзитетот, како ќе се случува уписната политика. Младите луѓе веќе во прва, во втора година треба да го знаат својот интерес, што ќе прават на студии, на кој факултет. И тие прашања мора да ги постави и универзитетот, и средното училиште уште во стекот на средните студии. Кај се гледат младите луѓе во следните 4-5 години од своето студирање? Што е тоа што они сакат да го прават, дали може нешто друго да се направи за нив во овој наставен центар или можеби на некое друго место. Така тоа се прашања кои што многу земји многу одамна ги нашле одговорите и мислам дека ние можеме тоа да го направиме, но пак ќе речам станува збор за едно многу комплексно прашање, образовното прашање, тоа е еден прилично бавен систем за промени, за реформи кои што бара друга динамика на мисла и на филозофија на образование од целото општество и на бизнис секторот посебно.
веќе не се поставува прашањето дали ќе имате високо образование, туку кое е високо образование и можноста за брза промена во некои сектори кои што брзо се менуваат. Значи станува збор за нови вештини потребни на младите луѓе кои што гледат една професија не почнува и не завршува со 30-40 годишен работен стаж како што било тоа. Сега е многу динамично, потребни се многу брзи промени, потребни се познавање на јазици, комуникацијски вештини, компјутерски вештини. Тоа е стојам на тоа прашање секако, но мислам дека не е тоа клучното прашање, бидејќи образованието треба да нуди други кратки форми, треба да нуди форми на брзи промени кои што во една година, во 2 години некои луѓе кои што се во некои компании можат да се преструктурираат, да добијат други вештини, да се дообразуваат. На некој начин образованието треба постојано да нуди некои иновации, некои форми во сите сектори, во сите дејности, од природни науки, од општествени хуманистички науки. Тоа е прашање, затоа денес образованието е всушност образование за живот или доживотно образование.